Втор дел. Пента и морските пирати. Пештера. Доктор Овболи многу сакаше да шета. Секоја вечер по завршената работа тој го земаше чадорот и одеше со своите животни некаде в шума или в поле. Покрај него чекореше тегни туркај. Пред нив одеше шатката Кика, одзади кучката Ава и прасето Гругру, а на докторовото рамо стоеше стариот бров Бумбу. Тие одеа доста далеку и кога доктор Овболи ке се измореше, ке се качеше на тегни туркај и така весело одеа по шумите и ридовите. Еднаш, шетајки така, тој виде на морскиот брег пештера. Посека да влезат, но пештерата беше затворена. На вратата висеше голем кантанар. Што мислите, што рече Ава? Што е скриено во пештерата? Може би внатре има медени колачиња, рече тегни туркај, кој од се на светот најмногу ги сакаше медените колачиња. Не, рече Кика, таму има бомбони и ореви. Не, рече Гругру, таму има јаболка, желади, цвекла, моркови. Треба да најдеме клуч, рече докторот. Појдете и побарајте клуч. Животните се распрснаа на сите страни и почнаа да бараат клуч од пештерата. Бараа под секој камен, во секоја грмушка, но нигде клуч не најдоа. Тогаш тие повторно се собраа кај заклучената врата и почнаа да ѕиркаат низ пукнатината. Но во пештерата беше темно и тие ништо не видоа. Одеднаш бувот Бумбо рече: Тивко, Тивко, мене ми се причинува дека во пештерата има нешто живо. Внатре е или човек или животно. Сите почнаа да наслушуваат, но никој ништо не слушна. Доктор Овболи му рече на бувот: Мене ми се чини дека ти лажеш. Јас ништо не слушам. Ништо чудно, рече бувот. Ти не можеш да слушаш. Кај сите вас ушите се полоши од моиве. Да, рекоа животните. Ние не слушаме ништо. А јас слушам, рече бувот. А што слушаш? Праша доктор Овболи. Јас слушнав како човек си ја стави раката в джеп. Гледај чудо, рече докторот. Јас и не знаев дека ти имаш толку чуден слух. Прислушни пак и кажи ми што слушаш. Јас слушам како на тој човек му се тркала низ образот солза. Солза, свика докторот, солза. Знаеш ли ти дека токму зад вратата некој плаче? Треба да му се помогне на тој човек. Сигурно тој човек е во големо зло. Јас не сакам кога некој плаче. Дајте ми секира, ќе ја скршам таа врата. Пента. Тегни туркај отрча дома и му донесе на докторот остра секира. Докторот замавна и со сета сила удри во заклучената врата. Еднаш, уште еднаш. Вратата се разлета на парчиња и докторот влезе во пештерата. А пештерата темна, студена и влажна. И исполнета со некаква непријатна одвратна миризба. Докторот запали кибритче. Леле колку е неудобно и страшно. Ни стол, ни клупа, ни мас. На подот гуп гнила слама. А на сламата седи дете и плаче. Кога ги виде докторот и сите негови животни, малиот се исплаши и уште посилно заплака. Но кога забележа какво добро лице има докторот, тој престана да плаче и рече: Значи, вие не сте пират? Не, јас не сум пират, рече докторот и се засмеа. Јас сум доктор Овболи, а не пират. Зар ти личам на пират? Не, рече детето. Макар што имате секира, јас пак не се плашам од вас. Здраво, се викам Пента. Знаете ли можеби каде е мојот татко? Не знам, одговори докторот. А каде можел да го изгуби твојот татко? Каде е тој? Кој е тој? Раскажи. Татко ми е рибар, рече Пента. Вчера излеговме на море да ловиме риба, тој и јас. Обајцата во рибарското кајче. Од ненадеж, нашето кајче го нападнаа морски разбойници и не заробија. Тие сакаа татко ми да стане пират, па заедно со нив да разбојува, да ограбува и да потопува бродови. Но татко ми не сакаше да стане пират. Јас сум чесен рибар, рече тој. Не сакам да се занимавам со разбојништво. Тогаш пиратите многу се налутија, го фатија и го одведоа незнаено каде. А мене ме заклучија во оваа пештера. Од тоа време јас не сум го видел татко ми. Каде е тој? Што му сториле тие? Сигурно го фрлиле в море и тој потонал. Детето пак се расплака. Не плачи, рече докторот. Што имаш од солзите? Подобро е да размислиме како да го спасиме татко ти од разбојниците. Кажи ми како изгледа тој? Има црвена коса и црвена долга брада. Докторот Овболи ја викна шатката Кика и Тивко и шепна на увод:
Чари бари, чари чам. Чука чук, одговори Кика. Кога го слушна тој разговор, детето рече: колку смешно зборувате вие. Јас не разбирам ниту зборче. Јас разговарам со своите животни по животински. Јас го знам јазикот на животните, рече доктор Овбол. И што и рековте на вашата шатка? И реков да ги повика делфините. Делфините. Шатката дојде до брегот на морето и извика со силен глас: Делфини, делфини, пливајте ваму, ве вика доктор Овбол. Делфините веднаш допливаа до брегот. Здраво живо, докторе, извикаа тие. Што ти е потребно од нас? Се случи несреќа, рече докторот. Вчера утрото пиратите нападнале еден рибар, го натепале и изгледа го фрлиле в море. Се плашам дека тој се удавил. Ве молам, обиколете го целото море. Гледајте да го најдете негде во морската шир. А како изгледа тој? Прашаа делфините. Црвен е, одговори докторот. Има црвена коса и голема црвена брада. Ви се молам, пронајдете го. Добро, рекоа делфините. Ние со задоволство му служиме на нашиот драг доктор. Ќе го пребараме целото море и ќе ги прашаме сите риби и ракови. Ако црвениот рибар е потонат, ќе го пронајдеме и утре ќе ти известиме. Делфините отпливаа и почнаа да го бараат рибарот. Го ишараа сето море вдолж и попреку и се спуштија до самото морско дно. Дзирнаа под секој камен, се распрашуваа кај рибите и раковите, но нигде не пронајдоа удавен рибар. Утрото тие допливаа до брегот и му рекоа на доктор Овбол: Нигде не го пронајдовме твојот рибар, го баравме цела ноќ, но тој не е во морето. Кога слушна што кажа делфините, детето многу се раззарадува. Значи татко ми е жив, жив, жив е татко ми, викаше тоа, рипаше и плескаше со рацете. Сигурно е жив, рече докторот. Ние мораме да го пронајдеме. Тој го стави детето на грбот на тегни турка и долго го шеташе по песочниот брег. Орлите. Но за цело време Пента си остана тажен. Дури ни прошетката со тегни туркај не го развесели. Најпосле тој го праша докторот. А како ќе го пронајдеш мојот татко? Ке ги повикам орлите, рече докторот. Орлите имаат толку сини очи и гледаат подалеку од сите. Кога тие летаат под облаците, ја гледаат својата бубалка што лази по земјата. Јас ке ги замолам да ја разгледаат целата земја, сите шуми и сите полиња, сите ридишта и сите градови и села. Секте нека го бараат твојот татко. Колку си умен, рече Пента. Тоа многу убаво си го смислил. Викај ги побрзо орлите. Докторот ги повика орлите и тие долетаа кај него. Здраво живо, докторе, што ти е потребно? Летајте во сите краишта, рече докторот, и пронајдете го црвениот рибар со долга црвена брада. Добро, рекоа орлите. За нашиот сакан доктор ние ќе сториме се што е можно. Ќе излетаме високо, високо и ќе ја разгледаме целата земја. Сите ширум полиња, сите планини, градови, села и ќе се потрудиме да го пронајдеме твојот рибар. И излетаа тие високо над шумите, над полињата и над планините. И секој орел внимателно гледаше и ќе го видели негде црвениот рибар со голема црвена брада. Следниот ден орлите долетаа кај докторот и му рекоа: Ја разгледавме целата земја, но нигде не го најдовме рибарот. А штом ние не можевме да го видиме, значи тој не е на земјата. Кучката Ава го бара рибарот. Кика праша: Што ќе правиме сега? Праша Кика. Треба да го пронајдеме рибарот, па што и да е. Пента плаче, не јаде, не пие. Ташно му е без татко му. Но како ќе го пронајдеме? Рече тегни туркај. Дури ни орлите не го пронајдоа. Значи никој не може да го најде. Не е точно, рече Ава. Орлите се умни птици и имаат многу силни очи, но само куче може да пронајде човек. Ако треба да пронајдете човек, замолете го кучето и тоа сигурно ќе го пронајде. Зошто ги навредуваш орлите? И рече Гуру на Ава. Ти мислиш дека им беше лесно за еден ден да облетаат целата земја и да ги разгледаат сите планини, шуми и полиња? Ти се валкаше на песокот, безделничеше, а тие се трудеа, бараа. Како смееш да ми велиш така? Се наути Ава. Знаеш ли дека јас ако сакам за 3 дни ќе го најдам рибарот? Тогаш посакај, рече Гругру. Зашто не сакаш? Сакај, ништо ти нема да пронајдеш, само се фалиш. И Гругрух се насмеа. Според тебе, значи јас сум фалбаджика, налутено свика Ава. Но добро, ќе видиме.
И таа појде ке докторот. Докторе, рече таа, замолете го Пента нека ти даде каков и да е предмет што во рацете го држал неговиот татко. Докторот појде кај детето и му рече: Имаш ли кај тебе каков и да е предмет што го држал во рацете твојот татко? Еве, рече детето и извлече од џебот големо црвено шамиче за нос. Кучката се доближи до шамичето и почна да го душка. Мирисе на тутун и срдина, рече таа. Татко му пуше луле и јадел вкусна холандска сардина. Повеќе ништо не ми е потребно. Докторе, кажи му на детето дека не ќе помине 3 дни, а јас ќе го пронајдам татко му. Јас ќе се искачам однаму на врвот на високиот рид. Но сега е темно, рече докторот. Како ќе го бараш низ темнината? Лесно, рече кучката. Јас го знам неговиот мирис и повеќе ништо не ми е потребно, а да душкам можам и во темнина. Кучката се искачи на високиот рид. Денес ветрот дува од север, рече таа. Да подушкаме, да видиме на што мирисе. Снег, мокра бунда, уште една мокра бунда, волци, тулени, волчиња, чат од оган, бреза. Навистина ли ти чувствуваш толку миризби само со едно ветрче? Праша докторот. Се разбира, рече Ава. Секоја куче има чуден нос. Секоја кученце ќе осети миризба какви што вие никогаш нема да сетите. Бели мечки, малечки печурки во шумата, мраз, снег и колачиња? Праша тегни туркај. Не колачиња, одговори Ава. Ореви? Праша Кика. Не се ореви, одговори Ава. Јаболка? Праша Гругру. Не се ни јаболка, одговори Ава. Не се ореви, не се колачиња, не се јаболка, туку боровинки шишерки. Значи, рибарот не е на север, да почекаме да задува јужниот ветер. Јас не ти верувам, рече Гругру. Ти се измислуваш. Никакви миризби не чувствуваш, туку тресеш глупости. Престани, свика Ава, зашто ќе ти ја прегризам опашката. Тивко, рече доктор Овболи. Престанете со расправиите. Гледам јас, мила моја Ава, дека ти имаш чудесен нос. Да пречекаме додека се смени ветрот. А сега време е да си поедеме дома, брзајте. Пента се тресе и плаче. Нема му студи. Треба да го нахраниме, ајде. Тегни туркај, подметни го својот грб. Пента, качувај се. Ава и Кика, по мене. Ава продолжува да го бара рибарот. Следниот ден, рано изутрина, Ава одново се исклачи на високиот рид и почна да го душка ветрот. Сега ветрот дуваше од југ. Ава душкаше долго, па најпосле изјави. Мирисе на папагали, палми, мајмуни, трендафили, лозје и гуштери. Но на рибар не мирисе. Помирисе и уште малку, рече Бумба. Мирисе на жалфи, желки, ножеви, врели песоци, пирамиди, но на рибар не мирисе. Ти никогаш не ќе го најдеш рибарот, се смееше Гругру. Само така се фалиш. Ава не одговори. Но следниот ден, многу рано, пак се искачи на ридот и цел ден го душкаше воздухот. Доцна вечерта се доближи до докторот кој спиеше заедно со Пента. Станувај, почна да вика. Станувај, го најдов рибарот, разбуди се, ме слушаш ли? Го најдов рибарот, го најдов рибарот. Го сеќавам неговиот мирис, да, ветерот мирисе на тутун и сардина. Докторот се разбуди и се затрча по кучката. Од ке морето дува западен ветер, викаше кучката. Јас го сеќавам мирисот на рибарот. Тоа е сад морето на оној брег. Брзо да одиме таму. Ава толку силно лаеше што сите животни се стрчаа кон високиот рид, а пред сите е Пента. Брзо трчејќи морнарот Робинзон, почна да му вика Ава на докторот и моли го да ти го даде бродот, поскоро да не биде доцна. Докторот веднаш се стрча кон местото каде што беше бродот на морнарот Робинзон. Здраво живо, морнару Робинзоне, рече докторот. Биди така добар и позајми ми го твојот брод. И јас пак имам потреба да појдам на море по една мощна важна задача. Добро, рече морнарот, но гледај да не ги сретнеш пиратите. Тие се страшни злосторници, разбойници. Тебе ќе те заробат, а мојот брод ќе го запалат или потонат. Но докторот не го слушаше морнарот Робинзон. Тој скокна во бродот, ги смести Пента и своите животни и исплови на отворено море. Ава истрча на палубата и му довикна на докторот. Заксера, ксу. На кучешки јазик тоа значи: гледај го мојот нос. Каде го вртам мојот нос, таму ти управувај со бродот. Докторот ги крена едрата и бродот заплави уште побрзо. Поскоро, викаше кучката.
Животните стоеја на палубата и гледаа напред со надеж дека ќе го догледаат рибарот. Но Пента не веруваше дека може да го пронајде татко му. Тој седеше со наведната глава и плачеше. Се свечери. Полека се спушти мрак. Шатката Кика и рече на кучката: "Не, ава ти нема да го пронајдеш рибарот. Жал ми е за кутриот Пента, но што да се прави? Треба да се вратиме дома." А потоа му рече на докторот: Докторе, врати го својот брод. Ние тука не можеме да го најдеме рибарот." Одеднаш бувот Бумбо, кој седеше на катрактата, гледаше напред и свика: "Јас гледам пред себе голема карпа, една таму, далеку. Поскоро таму," почна да вика кучката. "Рибарот е таму, на карпата. Јас го чувствувам неговиот мирис. Тој е таму." Наскоро сите видоа дека од морето стрчи карпа. Докторот го усмери бродот право кон неа, но рибарот не се гледаше. "Јас убаво знаев дека ава нема да го најде рибарот," со подсмев рече Гругру. "Не разбирам како докторот и поверува на една таква фалбаџика." Докторот се симна од карпата и почна да го довикува рибарот. Никој не му се одзва. "Гин, кресна Бумбо и Кика. Гин, по животински значи ау, но само ветрот чуеше над водата и брановите со тресок се разбиваа во камењата. Го најдоа. Рибарот не беше на карпата. Ава рипна од бродот на карпата и почна да трча по неа и назад и напред, обдушувајќи ја секоја пукнатина. И одеднаш силно залај. "Кинделеноп," викаше, "Кинделеноп." На животински јазик тоа значи: "Ваму, докторе, по мене." Докторот тргна по кучката. Наблизу до карпата беше мало островче. Ава се упати таму. Докторот ја следеше вчекор. Ава трчаше напред, назад и одеднаш се нурна во некаква дупка. Долу беше темно и докторот се спушти внатре и го запали својот пенер. И што? Во дупката на гола земја лежеше некаков црвен човек, страшно мршав и блед. Тоа беше татко му на Пента. Докторот го допре до ракавот и рече: "Станете, ви се молам, толку долго ве бараме. Вие нам многу сте ни потребен." Човекот помисли дека зборува со пират, па ги стисна тупаниците и рече: "Бегај подалеку од мене, разбојнику. Јас ќе се бранам до последна капка крв." Но кога виде колку му е добро лицето на докторот, рече: "Гледам дека вие не сте пират. Дајте ми нешто да каснам. Умирам од глад." Докторот му даде лепи сирења. Човекот изеде се до последна трошка и се исправи на нос. "Како сте се нашле тука?" праша докторот. "Тука ме фрлија лошите пирати, тие зли крвожедни луѓе. Не ми дадоа ни храна ни вода. Ми го одзедоа милото синче и го одведоа во непознат правец. Знаете ли каде е син ми?" "А како се вика вашиот син?" праша докторот. "Се вика Пента," одговори рибарот. "Одете по мене," рече докторот и му помогна на рибарот да се извлече од дупката. Кучката Ава истрча напред. Од бродот Пента го виде татка си, па му се притрча в пресред викајќи: го најдовме, ура!" Тие се засмеа, се зарадува, заплескаа со рацете и запеа: "Поздрави, чест и слава за тебе, бестрашна Ава." Само Гругру стоеше настрана и жално воздивнуваше. "Прости ми, Ава," рече таа, "дека ти се подсмевав и ти нареков албаџика." "Сеедно," одговори Ава, "ти проштевам, но само ако уште еднаш ме навредиш, ќе ти го прегризам опашот." Докторот ги одведе црвениот рибар и неговиот син дома во селото каде што живееја. Кога бродот дојде до брегот, докторот виде дека таму стои жена. Тоа беше мајка му на Пента, жената на рибарот. 20 деноноќија стоеше таа на брегот и се гледаше во далечината на морето. Се враќали дома нејзиниот син, се враќали дома нејзиниот маж. Кога го погледна Пента, таа се фрли кон него и почна да го бакнува. Го бакнуваше Пента, го бакнуваше црвениот рибар, го бакнуваше и докторот. Таа и беше толку благодарна на Ава, што посака да ја бакне и неа. Но Ава побегна во грмушките и промрморе налутено: "Какви глупости! Мразам да се бакнувам. Ако е до бакнување, нека се бакне со Гругру." Но Ава само се преправаше дека ја лута. Ако сакаме да ја речеме вистината, и таа беше многу радосна. Вечерта докторот рече: "Па до гледање, време е да си одиме дома." Не, почна да вика жената на рибарот. "Вие морате да останете кај нас и да ни бидете гости. Ќе наловиме риба, ќе испечеме пирошки и ќе му дадеме на Тегни Турка и колачи со мед." "Јас со задоволство би останал уште еден ден," рече Тегни Турка, насмевнувајќи се со двете усти. "И јас," извика Кика, "и јас," се јави Бумбо.
Па добро, рече докторот, тогаш и јас со нив ќе останам на гости кај вас. И со сите своји животни докторот појде на гости кај рибарот и неговата жена. Ава добива подарок. Докторот влезе во селото јавната тегни турка. Кога поминуваше по улицата, сите му се поклонуваа и вика: да живее добриот доктор. Сред селото го сретнаа селските ученици и му подарија букет прекрасни цвеќиња. Потоа го сретна едно џуџе, му се поклони и му рече: јас сакам да ја видам вашата Ава. Џуџето се викаше Бумбуко. Тоа беше најстариот овчар во тоа село. Сите го сакаа и почитуваа. Ава се доближи до него и почна да го врти опашот. Бамбуко извади од джебот многу убав кучешки околувратник. Кучке Ава, рече тоа свечено. Жителите од нашето село ти го подаруваат овој прекрасен околувратник, за тоа дека ти го пронајде рибарот што го беа фатиле пиратите. Ава пак почна да го врти опашот и рече: чака, вие може би паметите дека на животински јазик тоа значи благодарам. Сите почнаа да го разгледуваат околувратникот, а на него со крупни букви беше испишано: на Ава, најумната, добра и весела кучка. 3 дни докторот Овболи им беше гости на таткото и на мајката на Пента. Времето изврве мошне весело. Тегни турка и од утро до вечер джвакаше сладки медени колачиња. Пента свиреше на виолина, а Гругру и Бумба танцуваа. Но дојде време да си одат. До гледање, им рече докторот на рибарот и на неговата жена, па седна врз Тегни турка и се упати кон својот брод. Сето село го испрати. Подобро ќе ти е да останеш кај нас, му рече џуџето Бамбуко. Сега по морето крстасуваат пирати. Тие ќе те нападнат и ќе те заробат заедно со сите твои животни. Јас не се плашам од пиратите, му одговори докторот. Јас имам брз брод, ќе ги развијам едрата и пиратите не ќе може да го стигнат мојот брод. Со овие зборови докторот се оддалечи од брегот. Сите му махтаа со шамичиња и извикуваа: ура, ура! Пиратите. Бродот брзо се движеше. Според брановите на третиот ден, патниците забележаа во далечината некаков пуст остров. На островот не се гледаа ни дрвја, ни живот, ни луѓе, само песок и огромни камења. Но таму зад камењата се крие страшните пирати. Кога некој брод ќе пловеше покрај нивниот остров, тие го напаѓаа бродот, ги ограбуваа и ги убиваа луѓето, а бродот го испраќаа на морското дно. Пиратите му беа мошна лути на докторот додека ги ослободи црвениот рибар и Пента и од подамна го зачекуваа. Пиратите имаа голем брод што го крие зад една широка карпа. Докторот не ги виде ни пиратите ни нивниот брод. Со своите животни тој си се шеташе на палубата. Времето беше чудесно, сонцето јарко блескаше. Докторот се чувствуваше многу среќен. Одненадеж прасето Гругру рече: гледајте, каков е оној брод? Докторот погледна и виде како од зад островот им се приближува некаков црн брод, со црни едра, црни како саги. Не ми се допаѓаат тие едра, рече прасето. Зошто не се бели туку црни? Само пиратските бродови имаат црни едра. Гругру погоди. По црните едра пловеа злосторните пирати. Тие сакаа да го фатат докторот Овболи и жестоко да му се одмстат зашто им ги одзеде рибарот и Пента. Побрзо, побрзо, почна да вика докторот. Одвиткајте ги сите едра, но пиратите се доближуваа. Тие не стигнуваат, врескаше Кика. Тие се близу и јас им ги гледам страшните лица. Какви зли очи имаат, што да правиме, каде да бегаме? Сега тие ќе се нафрлат врз нас и ќе не фрлат в море. Гледај, рече Ава, кој стои на нивниот кормил? Зарем не го препознаваш? Тоа е тој, тоа е злосторникот Бармалеј. Во една рака држи сабја, а во другата пиштол. Тој сака да не убие, да не застрела, да не уништи. Но докторот се насмевна и рече: не плашете се, мили мој, тој нема да му успее. Јас мислив добар план. Ја гледате ли ластовичката што лета над брановите? Таа ќе ни помогне да се спасиме од разбойниците. И тој почна да вика силно: наза се, карчулуј, карбун. На животински јазик тоа значи: ластовичке, ластовичке, нас не гонат пирати. Тие сакаат да не убијат и да не фрлат в море. Ластовичката се спушти кај него на бродот. Слушај ме, ластовичке, ти мораш да ни помогнеш, рече докторот. Карафу, марафу, дук. На животински јазик тоа значи: летај побргу и викни ги жеравите. Ластовичката одлети и по една минута се врати со жеравите. Здраво живо, доктор Овболи, кликнаа жеравите.
Не грижи се, ние сега ќе ти помогнеме. Докторот врзе едно јаже за носот на бродот. Жеравите го фатија јажето и го повлекоа бродот напред. Жеравите беа многу, тие летаа многу брзо напред и го влечеа бродот. Бродот леташе како стрела. Докторот дури ја фрти шипката за да не им слета во бродот. Се свртеа животните, а пиратскиот брод со црните едра беше останат далеку назад. Ви благодарам, жерави, рече докторот. Вие не спасивте од пиратите. Ако не бевте вие сега, сите ние ќе лежевме на морското дно. Зошто бегаат стаорците? Не им беше лесно на жеравите да го влечат тешкиот брод. По неколку часа тие толку се изморија, само што не попаѓаа в море. Тогаш тие го доближија бродот до брегот. Се простија со докторот и одлетаа кон своето мочуриште. Потоа кај докторот дојде бувот Бумбу и рече: Погледни натаму, гледаш, на палубата има стаорци, скокаат од бродот во море и еден по друг пливаат кон брегот. Па добро, рече докторот, стаорците се лоши, штетни и јас не ги сакам. Но тоа е многу опасно, со воздишка рече Бумбу. Нели стаорците живеат долу, во складиштето на бродот, и тие побргу од сите можат да ги видат пукнатините на дното од бродот, низ кој влегува вода. Тогаш скокаат од бродот и пливаат кон брегот. Значи нашиот брод ќе потоне? Еве слушни сам што зборуваат стаорците. Точно во тоа време од складиштето излегоа два стаорци. Последниот стаорец му зборуваше на помалиот. Синојке кога се припре во својата дупка, видов како низ една пукнатинка влегува вода, но си помислив, треба да се бега. Утре овој брод ќе потоне. Бега и ти додека не е доцна. И двата стаорци се фрлија во водата. Да, извика докторот, се сетив. Стаорците секогаш го напуштаат бродот што тоне. И ние треба да бегаме од брод, инаку ќе потонеме заедно со него. Живот ни помене, поскоро. Тој ги собра сите нешта и бргу слезе во брегот. Животните побрзаа со него. Долго седеа на песочниот брег и многу беа изморени. Да седнеме и да починеме, рече докторот. Да размислиме што треба да правиме. Се надеваме дека нема цел живот да останеме тука, рече Тегни Туркај и заплака. Крупни солзи се слеваа од неговите 4 очи. Сите животни почнаа да плачат заедно со него, бидејќи сите силно сакаа да се вратат дома. Но тогаш долета ластовичката. Докторе, почна да црцури таа. Се случи голема несреќа. Твојот брод го заробија пиратите. Докторот рипна на нос. Што прават тие со мојот брод? Праша тој. Сакаат да го ограбат, одговори ластовичката. Трча и бргу избркај ги. Не, рече докторот со весела насмевка. Нема да ги прогонувам, нека пловат во мојот брод. Нема далеку да појдат, ќе видиш. Подобро да појдеме додека не забележале, да го земеме во замена нивниот брод. Одиме да го земеме бродот на пиратите. И докторот тргна по брегот. По него Тегни Туркај и сите животни. Еве го и пиратскиот брод, но на него нема никого. Сите пирати прешле на бродот на овбој. Потивко, не вревете, рече докторот, ќе се качиме сите на пиратскиот брод и никој да не види. Несреќа по несреќа. Животните тивко се искачија на бродот. Тивко ги одвиткаа црните едра и нечудно запловија по брановите. Пиратите ништо не забележаа. Но одеднаш се случи голема несреќа. Работата беше во тоа што прасето Гругру не станал. И точно во моментот кога докторот се обидуваше нечуно да помине покрај пиратите, Гругру силно кивна. И уште еднаш, и втор пат, и трет пат. Пиратите слушаа дека некој кива. Истрчаа на палубата и видоа дека докторот им го зел брод. Стој! Почнаа да викаат и се спуштија да го гонат. Докторот ги растна сите едра. За малку, за трошка пиратите ќе го стигнеа бродот. Но бродот плови, забрзува и по некое време пиратите почнаа да се остануваат. Ура, спасени сме, извика докторот. Но тогаш најстрашниот од сите пирати, Бармалеј, го крена својот пиштол и пукна. Куршумот удри во градите на Тегни Туркај. Животното се занеше и падна во водата. Докторе, помагајте, јас тонам. Кутриот Тегни Туркај, извика докторот. Држи се уште малку на водата, сега ќе ти помогнам. Докторот го запре бродот и му фрли јаже на Тегни Туркај. Тегни Туркај се фати за јажето со забите. Докторот го извлече ранетото животно на палубата, му ја преврза раната и го продолжија патот. Но веќе беше доцна. Пиратите пловеа кон нив со полни едра. Најпосле ќе те фатиме, викаа тие, и тебе и сите твои животни. Таму на твојата катарка седи славната шатка,
Набргу ќе ја испечеме. Ха-ха, тоа ќе биде вкусно јадење. И прасето ќе го испечеме. Кој знае од кога не сме јадале шунка. Вечерва ќе имаме свински котлет. Хо-хо-хо, а тебе, докторче, ќе те фрлиме в море, на забиестите ајкули. Гру ги слушна овие зборови и заплак. Кутрото, си зборуваше. Јас не сакам да ме испечат и да ми изедат пиратите. Јава заплак и беше жал за докторот. Јас не сакам да го проголтаат ајкулите. Докторот е спасен. Само бувот Бумбо не се исплаши од пиратите. Тој спокойно им рече на Ава и Гругу. Ах, ама сте глупави, од што се плашите? Зар не знаете дека бродот со кој не годат пиратите наскоро ќе биде на морското дно? Се сеќавате ли што кажа стоорецот? Рече дека денес бродот сигурно ќе потоне. На бродот има широка пукнатина и низнизне влегува вода, а заедно со бродот ќе потонат и пиратите. Од што се плашите тогаш? Пиратите ќе потонат, а ние ќе останеме здрави и живи. Но Гругру продолжи да плаче. Додека пиратите да потонат, ќе успеат да не испечат и мене и Кика, зборуваше тоа. Во меѓувреме пиратите се приближуваа. Напред на носот на бродот стоеше главниот пират Бармалеј. Тој мафташе со сабијата и зверски викаше: Еј ти, мајмунски докторе, не ти останува многу време да ги лекуваш мајмуните. Бргу ќе те джитнеме в море, таму ќе те проголтаат ајкулите. А докторот му одговори: Внимавај, Бармалеј, побрзо ајкулите тебе ќе те голтнат. На твојот брод има дупка и вие наскоро ќе се упатите кон дното. Лажеш, извика Бармалеј. Кога мојот брод би тонал, од него ќе бегаат стаорците. Стаорците одамна избегаа и набргу ти ќе бидеш на дното заедно со твоите пирати. Токму тогаш пиратите забележаа дека нивниот брод бавно пропаѓа во водата. Тие почнаа да трчаат по палубата, заплакаа и заврескаа: Помош! Но никој не сакаше да им помогне. Бродот се веќе чезнуваше во водата. Наскоро пиратите се најдоа во водата. Тие се носеа со брановите и непрестанувајќи довикуваа: Помагајте, помагајте, ние тонеме! Бармалеј доплива до бродот на докторот. Се дофати за едно јаже и почна да се скачува кон палубата. Но кучката Ава му ги покажа забите и страшно да рече: Рррр! Бармалеј се исплаши, свика и долу со главата се фрли во морето. Помагајте, викаше тој, спасувајте, извадете ме од водала. Старите пријатели. И одеднаш на површината на морето се покажаа ајкули. Огромни, страшни риби со остри заби и со широко отворени челуси. Тие се спуштија по пиратите и наскоро ги проголтаа сите до еден. Така им треба, рече докторот. Да тие грабеа, мачеа, убиваа сосем недолжни луѓе. Еве, платија за своите слодела. Долго пловеше докторот по разбрануваното море и одеднаш тој слушна како некој вика: Боен, боен, барвен, бавен. На животински јазик тоа значи: Докторе, докторе, запри го својот брод. Докторот ги свитка едрата. Бродот запре и сите го видоа папагалот Карудо. Тој брзо леташе над морето. Карудо, еј, ти ли си тоа? Викаше докторот. Колку сакам да те видам. Летај бргу ваму, летај. Карудо долета до бродот и се спушти на катарката и крикна: Погледни кој плива по мене. Една таму, напад, до самиот хоризонт. Докторот погледна во морето и забележа дека далеко во морето плива крокодил. А на неговиот грб седеше мајмунката Чичи, мафташе со палмист лист и се смееше. Докторот веднаш го сврте својот брод во пресрет на крокодилот и Чичи и им фрли јаже од бродот. Тие се искачија по јажето на палубата, се стрчаа кон докторот и почнаа да го бакнуваат во уста, по образите и по очите. Како се најдовте сред морето? Ги праша докторот. Тој беше пресреќен што пак ги гледа своите стари пријатели. Ех, докторе, рече крокодилот, во нашата Африка нам ни беше неописливо здодевно без тебе. Здодевно ни беше без Кика, Ава, без Бумбо, без милото Гругру. Ние силно сакавме да се вратиме во твојата куќа, каде што во шифонерот живееа верверичките на каучот под скавиот еж, а во краденецот зајчицата со зајчињето. Ние решивме да ја напуштиме Африка и да го препливаме морето за да се преселиме кај тебе за секогаш. Молам, рече докторот, јас бескрајно сум среќен, извика Бумбо. Ура, извикаа сите животни. Потоа се фатија за раце и заиграа околу катарактата. Шипа, шита, рита, дри, шигеванка, шигеваш, со добриот овболи ќе бидеме за секогаш. Само мајмунката Чичи стоеше настрана и жално воздивнуваше. Што ти е? Ја праша Тегни Турка. Ах, јас се присетив на лошата Варвара, таа пак ќе не навредува и ќе намачи. Не плаши се, рече Тегни Турка.
Варвара веќе не е во нашата куќа. Јас ја фрлив море и сега таа живее на еден пуст остров. На ненаселен остров, да, сите се зарадуваа, и Чичи, и крокодилот, и Карудо. Варвара живееше на пуст остров. Да живее тегни туркај, се развикаа тие и пак почнаа да играат. Шиванти, Шивандра, Урсело, Дурсело, подобро е без Варвара, без неа е повесело. Тегни туркај климаше со двете глави и се смееше со двете усти. Бродот пловеше со полни једра и пред вечерта шатката Кика, искачувајќи се на високата катракта, го догледа родниот брег. Пристигнавме, почна да вика. Уште еден час и ние сме дома, енеко во далечината, нашиот град, Пинедмоните. Но што е тоа? Гледајте, гледајте, пожар. Целиот град е во пламен. Гори ли веќе и нашата куќа? Леле, каков ужас, каква несреќа. Над градот Пинедмонте се гледаше висок одблеск. Бргу кон брегот, заповеда докторот. Мораме да го изгаснеме тој пламен. Земајте вода и ќе го гаснеме со вода. Но тогаш на катарката се искачи Карудо. Тој го погледна низ вогледот и одеднаш почна силно да се смее. Сите го гледаа со чудење. Нема потреба да го гаснете тој пламен, рече тој, и пак се насмеа. Зашто тоа не е пожар. Што е тогаш? Праша докторот. Илуминација, одговори Карудо. А што значи тоа? Праша Гругру. Јас никогаш не сум го слушнал тој старански збор. Сега ќе разбереш, рече папагалот. Стрпи се уште 10 минути. По 10 минути, кога бродот се доближи до брегот, сите одеднаш разбраа што е тоа илуминација. По сите куќи, по кулите, по крајбрежните карпи, на вирвовите од дрвјата, секаде светеа фенери, црвени, зелени, жолти, а на брегот гореа огнови и пламена со креванти речици до самото небо. Жени, мажи и деца, сите во празнични убави облеки, играа околу тие огнови и пееа весели песни. Штом го догледаа бродот како го допира бредот, како да го завршува своето долго патување, тие заплескаа со рацете. Почнаа да се смеат. И сите, како еден човек, почнаа да го поздравуваат докторот. Да живее доктор Овболи, викаа тие. Слава на доктор Овболи. Докторот беше зачуден, изненаден. Тој не очекуваше таков пречек. Тие си мислеа дека ќе го пречекаат само Тања и Вања, па може би и стариот Морнар Робинзон, а него го пречекува целиот град со факли, со музика и со весели песни. Во што е работата? Зошто му прават толкова чест? Зошто го празнуваат неговото враќање? Тој сакаше да го јавне тегни туркај и да си појде право дома, но толпата ги крена рацете и го поднесе право кон широкиот приморски плоштад. Од сите прозорци гледаа луѓе и фрлаат свеќиња врз докторот. Докторот се насмевнуваше, се поклонуваше и одеднаш вида дека низ толпата се пробиваат кон него и Тања и Вања. Кога му се доближија, тој ги прегрна, ги бакна и ги праша. Од каде разбравте дека сум го победил Барломеј? Од Пента, одговорија Тања и Вања. Тој дојде во нашиот град и ни раскажа дека ти си ги ослободил од ужасното робство и него и татко му, си ги спасил од разбойниците. Дори тогаш докторот виде дека на едно височинка стои Пента и му махта со татковото црвено шамиче. Здраво, Пента, му викна докторот. Но во тој миг до докторот се доближи смејки се стариот Морнар Робинзон. Цврсто му ја стегна раката и му рече со толку силен глас да на плоштадот го слушнаа сите. Драг Сакан Овболи, ние многу сме ти благодарни што го ичисти целото море од лутите пирати што ги пленеа нашите бродови. До овој миг ние не смеевме да се впуштиме во далечни пловидби, зашто не загрозуваа пиратите, а сега морето е слободно и за нашите бродови нема повеќе опасност. Горди сме што во нашиот град живее таков херој. За тебе ние изградивме чудесен брод и дозволени да ти го подариме. Слава ти наш Сакан, наш бестрашен доктор Овболи. Со еден глас извика народот. Ти благодариме. Докторот им се поклони на сите и им рече. Благодарам за величествениот пречек. Среќен сум што ве имам и што ве сакате. Но јас никогаш не ќе успеев да се пресметам со пиратите ако не ми помагаа моите верни пријатели, моите животи. Тие се тука со мене и јас сакам со полно срце да ги поздравам и да ја изразам својата благодарност за нивното самопрегорно пријателство. Ура, извика толпата. Слава страшните животни на Овболи. По овој смечен пречек докторот го јавна тегни туркај, придржуван од животните со упати кон портите на својата куќа. Колку ме зарадуваа за јачињата, верверичките, лилјаците, но не успеа тој да се поздрави со нив како што треба, кога од небото се слушна шум. Докторот истрча на скалите и виде дека над градот летаат джерави.
Тие долетаа кај неговата куќа, а без да изустат ниту еден збор, му донесоа голема кошница со најубави плодови. Во кошницата имаше урми, јаболка, круши, банани, кајси, грози и портокали. Ова ти го носиме, докторе, од мајмунската земја. Докторот им се заблагодари, а тие веднаш одлетаа од кај што долетале. По еден час во градината на докторот почна голема гозба. На долгите клупи, крај долга маса, просветлена со разнобродни фенери, беа седнати сите пријатели на Овболи. Тања и Вања и Пента, и стариот Морна Робинзон, и Лостовичката, и Гругру, и Чичи, и Кика, и Карудо, и Бумбо, и Тегни Турка, и Ава, и вервериците, и зајаците, и ежињата и лилјаците. Докторот ги гостеше со мед, кисели бомбони, медени колачиња, а и со сладките плодови што му беа испратени од мајмунската земја. Гозбата се претвори во славење. Сите се шегуваа, се смееа и пееа, а потоа станаа од масата и почнаа да играат под светлината на разнобојните фенери. Одеднаш Пента забележа дека докторот престана да се смее, се смурти и со избезуменост трча по скалите внат. Што се случи? Праша Пента. Докторот не одговори. Тој го фати Пента за раката и го повлече со себе по скалите. Веднаш до влезната врата лежеа и седеа болни. Една мачка, каснато од бесен волк, Галеб, ранет од лоши деца. Мало рунтесто еленче што цело време овкаше, бидејќи беше болно од сипаници. Него го беше донел ке докторот оној коњ на кој, ако се сеќавате, докторот уште минатата година му беше дал очил. Гледај ги овие животни, рече докторот, и ќе разбереш зошто јас толку брзо го впуштив нашето славење. Јас не можам да се веселам кога покрај мене стенкаат и плачат болни животни. Докторот влезе во својот кабинет и веднаш почна да приготвува лекови. Дозволи ми да ти помогнам, рече Пента. Повели, рече докторот. Измери и на мечката температура и доведе го тука еленчето. Тоа е многу болно, тоа е пред смрт. Нему треба да му се помогне најпрво. Пента се покажа како добар помошник. Не помина ниту еден час, а докторот ги излекува сите болни. А тие, што му здравеа, почнаа да се смеат од среќа. Му рекоа на докторот чака и се нафрлија да го бакнуваат. Докторот ги одведе во градината и ги запозна со другите животни, а потоа извика: "Тргнете се настрана!" Па заедно со мајмунката Чичи ја заиграа веселата животинска игра ткела. Толку лесно и убаво, да дури и мечката, дури и коњот не издржаа и се фатија да играат заедно со нив. Така завршија доживувањето на добриот доктор. Тој се насели далеку од морето и почна да ги лекува не само животните, туку и раковите и рибите, и делфините кои отпливуваа до брегот заедно со своите дечиња.